ученици, добро дојдовте во училница на часот по ликовно образование за 5-то оделение. Јас сум Ангелина Митева, оделенски наставник во Основното училиште Блаже Конески, општина Аеродром, Скопје. Во рамките на ликовното подрачје цртање, на денешниот час по ликовно образование ќе се запознаеме со наставната содржина, дефинирање на поимот форма. Наставни цели кои ќе треба да ги усвоите на овој час се следните. Да знаете за формата како ликовен елемент во ликовното творештво, да знаете што се статични, а што динамични форми, да умеете да ги разликувате формите, статични и динамични, и да ги применувате во цртањето. Да се потсетиме. Во ликовниот јазик се запознавме со формата како ликовен елемент. Сето она што сакаме да го нацртаме има своја форма. Например, круг, правоаголник, јаболко, лист и така натаму. Што е форма? Формата е надворешниот изглед на еден облик представен на ликовната творба. Формата е лик на она што го гледаме или замислуваме. Кога цртаме, ние се изразуваме со дводимензионални форми кои ги прикажуваме со линија. Во продолжение да погледнеме неколку примери во ликовната уметност во кои е употребена формата како ликовен елемент. Забележувате различни примери. Формите во цртежот може да изгледаат статично, како да се смирени и стојат, или динамично, како да се разиграни или раздвижени. Во зависност од линиите и формите со кои е нацртан, цртежот што го гледаме може да изгледа смирено или немирно, односно разиграно. Какви може да бидат формите на цртежот? Формите може да бидат статични и динамични. Да започнеме со статичните форми. Кога на еден цртеж гледаме форми кои на нашето око действуваат смирено и не го движат нашиот поглед во различни правци, велиме дека тие се статични форми. Следниве примери го покажуваат токму тоа. Динамични форми. Формите кои изгледаат немирно, односно имаат визуелна сила која го движи нашето око во одреден правец, ги нарекуваме динамични форми. Динамичните форми прикажуваат движење. Следниве примери се токму со динамични форми. Сега разгледајте ги дадените примери и обидете се да препознаете кои од нив изгледаат статично, а кои динамично. Сигурно веќе воочивте дека примерите означени со непарни броеви се динамични, а оние пак означени со парни броеви се статични. Заклучок. Ако во еден цртеж употребиме повеќе статични форми, тој цртеж ќе изгледа смирено. Еве и пример за тоа. И ако во еден цртеж употребиме повеќе динамични форми, цртежот ќе изгледа динамично, што покажува следниот пример. Домашна задача. Обиди се да го примениш наученото. Со помош на формата како ликовен елемент, нацртај цртеж со мотив, на изглед.
За да го нацрташ својот цртеж, како техника, употреби фломастери. Драги ученици, ви благодарам на вниманието.